Овде сме во ProAxis Innovation и ProAxis Workshop. Малце по-опуштена атмосфера и поинакви видеа од сега натаму малце ќе снимаме. Ќе пробаме да снимаме малце поедукативни видеа, како што заприметвате, немам некоја скрипта од кај што читам за што да зборувам, така да како што ќе ми доаѓа, така ќе биде малце поопуштен во секој случај. Денес сакаме едно видео курсо да направиме едукативно, да речем, за поинаков начин на фарбање. Нели постојат фарбања со течна боја и постои прашкаст начин на фарбање, тоа е со прашкаста боја. Иди по мене. Ова е уредот со кој се нанесува прашкастата боја. Во овој сат овде самата прашкаста боја. И се сигурно се прашувате како ова цело работи. Нема да одиме во тотално во детали и слично, али ќе го објасниме основниот концепт. Машината е вклучена во напон и воедно се вклучува под воздух, притисок. Има минус електрода која мора да се фати на металната основа каде што се парчинаат. Ова е цела метална основа и сметаме дека сега моментално овие парчина се негативно наелектризирани. Сега, наредно, ова е пиштолот, така го викаме ние пиштол, кој се користи за фарбање. Сега ќе видите, еве бојата како излегува. И сега, кога ќе притисниме кон парчето, пошто тоа е негативно наелектризирано, ова позитивно, самата прашина, самата боја ќе се залепи на делчето. Ето, гледате, дојде поблиску. Еве, не изфарбано, еве, изфарбано. Еве, снимај тука поблиску. Ај, асистенција ве молам за бојата, Оли. Држи го овака. Така, асистент ми требаше уште еден, тука сниме. И еве, дојде боја. И бојата си се налепва самата. Затреси го, Оли, уште малку. На самата машина има и вграден вибратор, али во интерес на видеото, ако го пуштиме тој вибраторот, нема да се слушаме апсолутно ништо што зборам. И еве, сега го нанесувам. Потоа, откако ова ќе се изфарба од сите страни вака, ова парче, ќе го стајне пиштол, ова парче го вадиме, внимателно, да не го доприме на нешто. Одиме во печница. Ова е загреана моментално на 160 степени и оди од таа страна да се види печницата. Ова е вратата. Се отвора и се поставува внатре. Се чека да се загрее делот до 160 степени и така се печи некои 10 минути. После 10 минути ова треба да види одлично изфарбано. Ќе ви покажеме после, ќе видите. Сега се поставени делчината внатре. Делчината се поставени, спремни за печење. И ја затвараме печницата. И процесот може да почне. Најважното нешто конкретно за нашата ова боја што ја користиме, наместена е температурата на 160-170 степени, моментално грејачот работи. Кога ќе постигне 170 степени, треба да поминат уште 10 минути од прилика, 10-12 минути, за бојата да биде добро растопена и нанесена, а потоа малку се подотвораат вратите за природно да се олава делчината и делчината ќе бидат спремни за користење. Откако помина времето, процесот е завршен. Сега ќе ги извадиме барем едно делче, за да го видиме завршениот резултат. Сега моментално овие делчина се изладени, може да се допираат.
добиваме перфектно парче. Тоа е тоа.